Двојазичните амблеми на локално ниво на полициските службеници не треба да бидат спорни и да се проблематизираат доколку сите страни се задоволни од оваа владина одлука. Билат од независни од полициски синдикати, ако додаваат дека не биле консултирани за тоа, а немало реакција ниту од најголемиот македонски полициски синдикат. Сепак првиот човек на независниот полициски синдикат Гоце Делчев Тодев вели дека во меѓународната пракса ваквите примери на двојазичност на полициските униформи не се типични. Ние како синдикат ниту беме консултирани, ниту некој не контактираше, ниту некој не праша, ниту некој побара мислење од нас, така да ако веќе сите граѓани се равнодушни према сето тоа што го слушаат и гледаат, сите политички партии се веќе поминати преку се она што се вика трпение за оваа проблематика, не би коментирал ништо посебно, штом нема реакции, значи е добро за сите вработени. После се она што се случуваше и од 1991 и 2001, после се она што се случува во Украина во моментов, мислам дека на луѓето веќе им е дојдено преку глава во делот на размислување дали ќе бидат двојазични, може да бидат и тријазични. Јас знам во цел свет дека е униформата еднојазична, односно само на латиница и интернационално. Вчера и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски да објасни дека промената на амблемите нема да се случи веднаш, туку дека на тоа ќе се работи цела година, со цел да се направи и пресметка за буџетските средства кои се потребни. Сепак посочи дека на централно ниво кај единицата за брзо распоредување, единицата Тигар и хеликоптерската единица нема да има промена. Промената ќе се однесува само на средините каде покрај македонскиот национален и албанскиот јазик. Ставот и на коалициските партнери во власта ДУИ беше дека тоа произлегува од законот за употреба на јазиците. ВМРО ДПМН не сакаше да ја коментира уставноста со објаснување дека има многу посериозни проблеми, додека левица пак најави дека предуставен ќе ја оспори двојазичноста на амблемите на униформите. Токму двојазичноста, но и 13 представки за законот за употреба на јазиците ќе бидат точките кои ќе ги дочекаат и за кои ќе расправаат новите уставни суди.